Принцезата на зрно грашок. Си беше еднаш еден принц кој сакаше да се ожени со принцеза. Само таа требало да биде вистинска принцеза со кралска крв. И така, тој реши да тргне по пат во потреба по неговата идна невеста. Иако многу девојки тврдеа дека се кралски ќерки, во секоја од нив имаше нешто што не беше сосема кралско. Принцот трагаше толку долго време што почна да се сомнева дека некогаш ќе ја најде вистинската девојка за него. По многу неуспешни обиди, тој се откажа и се врати во неговиот дворец, убеден дека нема никогаш да се ожени. Сепак, една луѓена ноќ, некој затрупа на портата на кралскиот дворец. Кралот лично отиде да ја отвори портата и пред него стоеше девојка испрскана со кал и мокра до гола кожа. Извинете што ве вознемирувам, ваше височество. Јас сум принцеза која се најде среде бура. Ми треба за солниште. Да ја поминам ноќ, веќе бидете ли толку љубезен да ме примите? Рече девојката шепотејки. Според низиниот изглед, таа не изгледаше баш како принцеза, но кралот сепак реши да ја покани да влезе. Кралицата пак си имаше свој планови и се мушна во гостинската одаја пред да дојде девојката во неа. Таа го поткрена душекот и стави мало зрнце грашок на креветот, а потоа врз него стави уште 19 душици и 20 меки перници. И така, девојката ја помина ноќта во дворецот, спејќи на 20 душици и на 20 перници. Следното утро, додека појадуваа, кралицата ја праша девојката: како спиевте? За жал, многу лошо. Нешто во креветот беше толку тврдо што не можев око да склопам. Мислам дека дури имам и модринка, и одговори на кралицата, несвесна за краличниот план да ја открие дали таа навистина е принцеза. Кога го слушна ова кралицата, кралот и принцот скокнаа од радост. Само девојката со вистинска кралска крв може да осети зрно грашок по 20 душици и 20 перници. Принцот, кој бликаше од среќа, веднаш ја побара девојката за жена, а веќе следниот ден беше одржана нивната свадба.